Може истото да беше и на тој Да ви посакам добродојде на сите и на учесници со штрајкот со глад и децата која представа цела Македонија етникум. Првиот штрајк беше 24 сата минатата година. Бевме исто неколку, така требаше да биде, мора да биде бројот ограничен ради ситуации. Оваа година повеќе сме, ќе биде 400 часа. Јас би рекол Аирлија штрајк. Штрајк со глад за името Македонија. Велам Аирлија затоа што ова е еден од оние реални штрајкови, што вреди да се штрајкува со глад за името на нашата држава Македонија. Член и еден од основачите на Сдруженијето за немелливост на името на Македонија, заедно со сите овие прекрасни убави луѓе, поддржуваме вториот штрајк, се надеваме последен за неменување на нашето име Македонија. Многу луѓе се бореле, гинале и страдале за ова парче земја, што значи дека Македонија е вечност. Само ние сме на поминување тука. Не сме никој да се дрзне да го смени името Македонија. Да живее Македонија. Господи помилуј, Господи помилуј. Јас сум Јовче Стефан, давам поддршка за штрајкувачите и за штрајкот и сметам дека името Македонија во никој случај не треба да се промени, бидејќи влезот во Европска унија и во структурите на НАТО е помала вредност отколку зачувувањето на името. Јас сум Милица Василевска, учесник во штрајкот со глад за непромена на името на Македонија. Убаво би било кога би можеле да се сплотиме сите македонци, да не се откажеме од нешто што е најважно за нас, значи името наше македонско, бидејќи само така ќе успееме да ја пробудиме свеста на сите од страна, да не се мешаат
во нашите работи, бидејќи името е навистина белек наш, идентитет наш, кој не би требало никој да го менува. Јас сум Васил Тошанов, по потекло сум штипјанец, потекнувам од најстарите штипски фамилии и семејства, кои што секогаш била на македонската пределба. Во минатите времења моите биле репресирани, но никој пат во фамилијата никој не сме се откажале од нашата идеја за Македонија, за македонството. Искрено, од се срце го поддржувам овој штрајк. Еден сум од учесниците со овие прекрасни луѓе за идејата да не дозволиме никаква промена на македонското име, на македонскиот идентитет, зашто единствена е вистината дека Македонија е вечна, па макар тоа на никој од западниот свет да не му е мило и драго, меѓутоа ние мораме да обстоиме на своето. Први штрајк со 48 часа, оди по нормално, да речеме, добри услови, штрајкувачите се добри, издржуваат, никој нема желба за јадење, вика може да продолжиме и 48, не него и 68 часа. Прво да им се заблагодарам на сите штрајкувачи кои се толку упорни да го докажеме тоа наше енергетско, да речеме, поле, дека е големо, широко, да ни се проклучат многу, да речеме, македонци кои сакат да задржиме оваа земја, ова парче земја, овој наш јазик, единствен на светот, што македонските, да речеме, сетители има дадена писменост на милиони луѓе, не само во Македонија и Европа, да речеме и на кај ли не во светот. Ги замолувам сите кои се занимаваат против својот народ, против Македонија, да престанат да ги извршуват тие туги наредби за пари, зашто тоа е страшен проклет систем кој да речеме се пренесува од ген на ген. Јас затоа ги нареков овие наши душмани, свој против свој енергетски канибалисти кои собствениот ген го јадат и на крајот завршуваат, да речеме, во голема пропаст, или ќе гледат како нивните деца страдат. Јас сум Страхија Ноевски и идејата да учествувам во овој штрајк со глад е да се даде побуда и поттик на народот да истрае во отпорот на секаква идеја и секаков обид за прифаќање на промената на името на државата, на името на јазикот и на македонскиот идентитет. Јас сум Васелинов. Се наоѓаме на плоштадот Македонија, пред споменикот на големиот македонец од Тавор, управда Вистинијан, Истинијан или Јустинијан I. Тој е еден од великаните на македонската цивилизација. Денес дојдов со посебна цел да изразам поддршка на сите овие што гладуваат за да не се промени името Македонија. Македонската цивилизација има палеолитски континуитет најмалку од 100.000 години пред наша ера. Македонското име е старо најмалку 77.000 години. Македонците од секојаш биле, се и ќе бидат само македонци. Ние не можеме да бидеме друго, освен македонци. Затоа сите овие притисоци што се прават за промена на името, не бирајќи ни средства, ни методи, мислам дека нема да успеат и тврдо сум убеден дека македонскиот народ нема да дозволи да станеме ние една подкушурувачка монета на ова политика за глобализација и на сите овие уцени кои ни се ставаат за да влеземе во Европската Унија. Како што реков, ние сме македонци и секогаш ќе бидеме македонци. Јас сум Зарица Костадиновска и ова го правам за моето дете, син ми, Петар, за да може да расте и да живее слободен во неговата татковина во Македонија, бидејќи е роден како македонец и така сакам да живее цел живот. Истото му го посакувам на сите родители да го направат за своите деца, за да може Македонија да обстане како што
што нашите предци ја предвиделе. Среќна и слободна. Ога Вардар тече и европска мила земјо мајко ти, многу векови во темнина си била, многу темни сказни знаеш земјо мила, многу страдања на рамена си Јас сум Рубен Смуратовски и сакам да изразам мојата целосна поддршка кон овие луѓе кои заради мене и заради вас, сите кои што слушате сега и гледате, го ставаат на коцка својот живот. Затоа што без името, верувајте ми, ништо ќе биде. Ова е начинот. Ова е барем еден од начините. Да се секој онака како што најдобро може, онака како што мисли дека ќе помогне да направи нешто за да оваа земја која што не ни е за ништо крива ни каже благодарам некогаш. Знаете како нашите деца ќе не судат по нашите постапки. Она што ние ќе го направиме, тие ќе го живеат. Токму заради тоа, бескрајна, навистина бескрајна поддршка давам на штрајкот со глад и дури мислам дека, иако е тоа утопистичко гледање, мислам дека може би треба сите, цела држава, сите 2 милиони, барем на 24 часа да штрајкуваме со глад. Значи, еве, оваа година, 2011 година, по втор пат се вклучувам во протестот штрајк со глад. Првиот пат беше 17 декември во библиотеката Браќа Миладинови, каде што овој штрајк со глад го посветуваме не само јас и моите пријатели, начело со Ѓорги Филев, Борис Видевски и ред други наши учесници, околу 30-тина, во непромена на македонското име, односно на Македонија. Јас сум Ристе Волчевски, Скопје. Доброволно штрајкувам за непромена на нашето име, за непромена на Македонија. Тука сме сега 2 дена, од синоќа, денески и утре до попладне. Независно од временските услови, ние ќе издржиме. Нека се види дека ние сме постоиме и ќе постоиме понатаму, независно што мислат други. Јас сум Жаклина Серафимова, учесник во штрајкот со глад за неменување на името Македонија. Ова го правам заради моите предци, моите поколенија, заради среќата во Македонија и во универзумот, за љубовта и радоста за сите нас.
Јас сум Ванчо Арсов, од Кочани, Долни Подлог. Тука сум околу 10 години у Скопје, од 2001. Со семејство, 4-члено, 2 синови големи и сопруга. Цел живот под кирија го поминав. Ова од вчера е за мене нешто ново и нешто интересно, што мислам дека ништо не е случајно, па ни оваа работа не е случајна. Сакав да се уклучам во ова сета работа, значи да мал придонес, ако може да дадам. Околу името, мислам дека тоа е една основна работа, што сите што не учат за демократија, првото и основно е да се сите кажеме дали сме македонци, што сме по национално, значи тоа да ни е основно право, да можеме да се себе представиме онака како што ние се чувствуваме. Јас сум Борис Видевски. Еве овде присуствувам повтор пат на штрајк со глад за непромена на името. Исто така присуствував и на првиот, сега вториот, ако има трет и на третиот ќе биде. Целосно се давам со душа и со целокупната моја ментална енергија за посветување на овој штрајк за неменување на името. Мојата баба била војвода Неда Комита и сите мои предци по мајчина и по татковска линија се бореле и ќе се борат секогаш за оваа наша држава. Значи се пронајдов себе си, некако ми се отвори душата и ко мојот дух да се израдува, да процвета. Јас сум Никола Бомбас. На прстите од една рака може да се избројат земјите кои дале фундаментално значење на цивилизацијата и на човечанството. Едно од нив е и Македонија. И токму денес, прето во позадината на шаторот од каде што се мина кои штракуваат со глад, сака да одбележат и да кажат дека имаме корен македонски. Македонски кој како име е светол, зрак, сончев, кој на сите страни во земјата и надвор сме обележени како македонци, така и ќе остане. Чинам дека јазикот македонски, кој имаме кодот на многуте јазици на светот. Јас сум денес горд на плоштадот, каде што ме обкружуваат и гравитираат многу споменици, кои евоцираат спомени од историјата, митологијата, но и од поновата историја, во кој што младите денес ја осознаваат правата историја. Останавме привезок на држава што ја нема. Како може така? Тоа е чудно и смешно име. Требаше да не го примиме овој извештај, бидејќи нема име и презиме на кој се однесува. Да. Јас им велам, се викам Лилјана и кој ќе умрам и сега и на гробот ми пишува. Како може без име? Една мушичка има име, а ние да немаме име. Тоа е срамно. Je m'appelle Liliane. Je ne voudrais pas changer mon nom. Et vous, voulez-vous changer votre nom? Non, mon nom non plus. Et pourquoi vous voulez changer le nom de la Macédoine? La Macédoine, c'est la Macédoine. Nous n'avons pas l'histoire. Toutes les histoires sont nos chants. Само песните се наша историја. Ние никогаш не сме имале напишана историја од наши луѓе. Песните, не постои песна без да се спомне Македонија, како да ја викаме сега. Јас, Македонија си е Македонија. Не е Скопјанка. Јас сум, да речеме, во Велес родена, омажена во Битола, живеам во Скопје. Сега како да се викам Скопјанка? Тетка ми се викаше Македонка. Сега да викам Скопјанка, како да викам? Ние сме Македонија, кој сака да не прими, да. Кој не, ние го неќеме. Ако тој не неќе, ние ги неќеме.
глад, односно протестирам против можноста за промена на името. Сметам дека името Република Македонија, нашата држава, не треба и не смее да се промени под никаков притисок. На овој начин јас лично сакам да дадам свој допринос во таа насока, за да не се промени името и да не остане нашето име на државата Република Македонија. Јас сум Лазар Јовевски. Дојдов да излезам поддршка на моите пријатели и сограѓани кои што штрекуваат со глад во врска со непромена на името. Јас знам дека они немаат ништо против никого, напротив, туку ги сакаат сите луѓе на овој свет. И дека ова што го прават е инспирирано од само една и едноставна причина. А тоа е дека во љубовта и во Бога сме сите исти и сите еднакви. И сите имаме право да бидеме тоа што сме или така како што се чувствуваме. Во таа смисла, ако некој се чувствува македонец, треба да му се дозволи тоа и да биде. Кој како сака нека биде. Само да бидеме сите сплотени и воедно. Не само овде, туку секаде. Благодарам. Јас сум Маја Љубевска. Денес сум овде да изразам огромна поддршка со сето моје срце и душа на сите овие луѓе кои што се дојдени тука, за да се зачува нашето име на нашата земја, која што со векови постоела и ќе постои секогаш, и едноставно во нашите душа и срца секогаш името ќе остане Македонија, никогаш нема да биде променето на ниедно друго. Овие луѓе што се тука зрачат со светлина и со љубов. Нивните срце и души се благородни. Нивната мисија е со возвишена цел, а сите ние тука што сме да им дадеме поддршка, се солидаризираме со нив од многу едноставна причина, бидејќи со љубов и со сето срце ја сакаме нашата земја и нашите поколенија сакаме да останат во земја која што ќе се одржи своето име, која што никогаш нема да биде променето, бидејќи Македонија од секогаш постоела и ќе остане. Ски протестирам заедно со луѓето овде за да се сплотиме сите македонци, за да ни трне работата, затоа што ако чекаме некој друг да не заврши работата, тој ќе не пороби, ќе не заврши, ама ќе не пороби. А вака најубаво е сами да се фатиме во своји раце работави, да се тераме понатаму. И мислам дека треба сите што ја сакаат оваа земја да се потрудат, да дојдат тука, да ти дадат поддршка, да успееме сите заедно со заедничка мисла, намера, заедничка свест, да избуткаме работа, да не се смени името, да се останеме оно што сме секогаш и биле, македонци. Благодариме на вниманието. Пријатно. Сите што се градски уци треба да дојдат. Спасе Јовчев, чистокрвен македонец од чистокрвни родители. Потомок сум на античките македонци, на македонците после Христа, на нашите кралеви, првиот крал македонски Каран, на императорите, на императорот Филип II македонски, на императорот Александар III македонски, на императорот цар Самуил македонски, на императорот цар Дујсан македонски, и затоа протестирам со глад и му благодарам на Сдруженијето што организира ваков штрајк. 48 часове штрајк со глад за не промена на името. Тука нормално се што е македонско мора да го зачуваме. Јас апелирам, да речеме, до сите наши да се стрпат и дома кој може да не се приклучи со еден оброк помалце, да го осетат тој глад на организмот и што значи да нашето име и нашето идентитет. Мора да го зачуваме. Методи,
го поддржувам штрајкот за наменување на името Македонија, бидејќи ние сме македонци. Не можеме друго ништо имаме. И овде кај што го снимаме ово интервју, треба цел македонски народ да дојде на плоштадот и да се ја биде викнат целосна историјата на него. Бидејќи ако не може историчарите да докажат македонската историја, овде на плоштадот во главниот град на Македонија, Република Македонија, е прикажана целата македонска историја. Ако можем, и ја би се приклучил викам на штрајкот за наименување на името Македонија. Со тоа согладување треба масовна организација, апел за масовен митинг на сите генерации, на сите луѓе, сите македонци и да се потикнат и да свеста македонска да излезе на дело овдека еден пат. И да се организираме до кога ние ќе ќутиме и ќе ги толерираме овие грчки, фашистички ставови во однос на Македонија, па на Европската унија. Исто. Апсолутно. Запад ја поддржува Грција во однос на Македонија. Ете, овој прекрасен ден имаме привилегија после 2 дена облачно и дожд и сонце да не огрее. А ние сме народ на сонцето. Чеда поротот боговите со херојски дела и ден денес уште ненадменати. Јас се викам Светлана Видиц и овдека се живеам во овој мој град Скопје. Многу тука сум родена и многу си го сакам и си го почитувам. И уште повеќе го сакам сега вака изграден нов. Ова е некој нов град. Макар сум од сега простара Светлана. И сега исто така да ви кажам дека овие штрекувачи што штрекуваат со глад за непроменување на името на Република Македонија имаат поддршка од мене и од сите вие граѓани на Република Македонија што мислите како мене. Фала ви, ги поддржувате нив. Јас сум Ѓорѓе Ивановски, учесник во штрајкот со глад за непромена на името Македонија. Овдека неколку души, 20 души се собравме за да протестираме пред меѓународната заедница и пред сите оние што се двојбат од тоа дали постои Македонија и која е Македонија. Со мир во срцето, со биста рука, со љубов во градите. Нека ги отворат сите и они своите очи и своето срце да не прифатат ние зашто сме ние, да не прифатат нас зашто ние сме македонци. Да ни дозволат да ги расшириме своите крилја и да го обгрлиме целиот свет во нашите пазови. Јас сум Горан Коруновски. Тука се собравме сите и штрекуваме со глад за непромена на името на Република Македонија. Имаме добар дух во шаторот, сите сме во добро расположение и ќе издржиме така до утре. Ставам на овој штрајк со глад ми е љубовта кон мојата држава. А исто така воедно сакам и да му искажам голема благодарност на Ѓорги Филев за се што има направено за мене и за мојата фамилија. Од една страна светиот дух и вербата во Бога, од друга незнабожците исполнети со мраза. И вие, роде мој древен, избрани души просветлени, крстени со вода, со оган, со свет дух, со словото на Бога, крстени со религија на дарување, со небесата ќе се покријам, на главата ќе го ставам јасното сонце, ќе се опашам со острите звезди да ме вардат од секакво зло и ќе си останам тоа што сум бил, што сум сега и овде, сам со Бога ќе си останам македонец и во век и векови. Амин, Мајко Божја, Господе дарителу на животот и светлината, мајчице земјице, вишно небенце, света и лекоита војце, сонце златно и атерот, светата Божја љубов. Во секого од нас, во секого од вас спие по еден заспан ангел. Ајде да ги разбудиме ангелите и да останеме македонци и луѓе. Фала му на Господа што сме живи и здрави. Јас сум Тихомир Стојановски, учесник во штрајкот со глад за наменување на името на Македонија. Благодарам на Бога што со тајфата на Ѓорги Филев 19 луѓе штрајкуваме 48 часа за да покажеме дека Македонија и македонизмот е светлина и љубов, дека во време кога се зборува за обединет свет, за Европа без граници, за еден свет,
се врши притисок врз нашата земја, врз македонската култура да го промениме своето име од неразбирливи причини. Ќе кажам само дека можеме да штрекуваме уште 10 дена, дека сме полни со љубов, дека се храниме со светлиот дух македонски и дека името Македонија значи светлина. И светлината не можете да ја ставите ниту во рамка, ниту да ја затемните, таа вечно ќе свети зашто е поврзана со божествената енергија на љубовта, на раѓањето и на создавањето на светот. Java,